Браво за обвинителите. Голем срам за адвокатите што ги бранат обвинитите. Како немат чувства и осет на оваква голема трагедија, каде ни ги убија нашите деца. Не знаеме дали они имат дома деца и дали така ќе размислуват и ќе постапуват да се на наше место, а не посакувам никој да е на наше место, да почувствува оваа болка, ние што ја имаме, со непроспиени ноќи и денови, ние знаеме како поминуваме и ги чекаме нашите деца секој момент да се појават и да кажат каде си мамајче. Не знам дали има. Сега видов дека има луѓе што немат никакви чувства, никаков осет и со ова што сакат да ги бранат обвинетите, повторно ни ги убија нашите деца, а со тоа не убиваат и нас. Во име на парата. Во име на парата и корупцијата, богатствата што се ги стекнале во оваа време, згаснаа млади животи. Благодарам. Јас сум инаку Светлана Стојанова, мајка на едно прекрасно златно дете, Андре Стојанов. Благодарам. И сите деца што беа, што се најдоа, сите родители се сочувствуваме со истата болка. Што ги убија таа вечер, сите деца беа паметни, добро воспитани, културни. И затоа ги загубија живот. И затоа ги загубија животите, затоа што беа добро воспитани. Нашите деца беа полнолетни, а не како што секој ден слушаме дека са биле малолетни. Нашите не беа малолетни, беа полнолетни деца, сите талентирани. И не знаеме. И они отидоа на концерт да се забавуваат, а не отидоа да ги убијат. Мојот син си дојде од Скопје само да присуствува на концертот. Беше фудбалер Андре Лазаров. Си дојде во 9:30 вечерта, излезе. Јас бев во Турција на екскурзија и не можев ни да го видам. И толку беше. Пред не знам 2 месеци сум го видела, кога си дојде, зашто беше фудбалер, не беше стално дома. И си дошол и сам си му ја пресудиле смртта. Јас никако не го видов. Во име на парата и криминалот. А сите деца, како што ги на наште, како што сме ние две мајки присутни тука, сите мајки се со истата болка. Преталентирани деца, преубави деца, може секој да ги види на сликата. Нека се чукнат тие во глава, што беа седнати денес на тие столчиња, што беа бранители на обвинетите. И нека се замислат дали имат они деца и дека некој ден би можеле нивните деца иста судбина да ги снајде, па нека се повратат на истите столчиња и со какви пари ќе се вратат дома. Со кои крвави пари? Со кои пари ќе се вратат дома. Ние сме сите од едни скромни семејства со минимални плати и успеавме нашите деца да ги школуваме со високо образование. Сите талентирани деца, немаме зборови здрави, за ниедно дете. Здрави, прави. Гледавме да ги ни го уништија животот, ни го уништија, децата ги уништија, а нас не унакажаа за цел живот и нашите семејства. Да ги оформиме, да ги усмереме во добар правец,
паметни, културни, учени, воспитани, не пушачи, не се другираа. Мојот син беше и крводарител, програмер, беше многу задоволен од животот, кога застана на своји нози, кога беше толку многу среќен што успеа и он и ние. А со постапката на бранителите денес, што почнаа, со првите постапки, нас повторно не убија. Ама добивме храброст од јавното обвинителство. Стварно, Нека го слушнат малку крикот не охрабрија. на мајките и нека се запрашаат што прават и како ќе ги бранат обвинетите. Благодариме. Добро.